Директорот на АВМУ Зоран Трајчевски и агенцијата со години прават кршење на законот од моментот кога Роберт Димитров од Дарко Гелевски Брейк ја презема телевизијата Плей или ТВ МНЦ Медија и ја трансформира во ТВ 24 вести со информативен формат. Инаку Димитров не стои никаде како сопственик, туку низ годините се менуваат неколку управители за на крај во последната тековна состојба да биде формирана подружница во Скопје во општината Газибаба. За овластено лице е именуван Зоран Анастасовски. Седиштето на компанијата ТВ 24 вести е на улицата Железничка број 12 во Штип во објектот на некогашен Елмар, фирма купена од Роберт Димитров. Кога е формирана телевизијата МНЦ, управител е скопјанецот Драган Чурлиновски и ова има останува се додека ТВ 24 вести не ја презема австриската компанија Cable 24, а за управител е поставен Тони Графчевски со адреса во Скопје. Истата година доаѓа нов управител, новинарот на ТВ 24 вести Љупчо Цветановски. Тоа останува неполна година кога го заменува Јасминка Стојановска, маркетинг агент во телевизијата. Стојановска останува како управител на телевизијата се до мај 2016 кога ја заменува Зоран Анастасовски. По оваа промена следи преселба на дел од кадарот од проектот 360 степени на Алсатем. Младен Чадиковски доаѓа како уредник и со себе носи група на некогашни новинари на згаснатата ТВ А1. Советникот на уредникот, пензионираниот новинар Зоран Иванов, некогашен директор на МИА во време на СДСМ, си заминува од телевизијата. Трајчевски и агенцијата удоволуваат на барањата за неколку промени, каде во секоја прилика имале можност да ја проверат собственоста и недозволената концентрација и при тоа свесно правеле кривично дело. Во 2015 година е променет форматот на телевизијата и од телевизија со информативен формат преминува во општо информативен. Телевизијата не може да го издржи товарот на процентот на информативна програма, што е и финансиски товар. ТВ 24, според анализата на пазарот на АВМУ, никогаш досега не работела со добивка, туку постојано прикажувала загуби. Во 2012 година загубата е 33,49%, за во 2016 падна на 9,61%. Помалата загуба може да се припише и на добриот прилив од политичко рекламирање за време на предвремените парламентарни избори 2016. ТВ 24 вести успеала да заработи 8,3 милиони денари од партиите за реклами, од кои 6,6 милиони платила СДСМ. Зошто некој би сакал телевизија која со години реди загуби? Одговорот е еден – во желбата за кокетирање со власта и политичкото влијание за одржување на другите бизнеси. Имено покрај телевизискиот бизнес, Димитров има и кабелска телевизија. Влезе и во градежништвото како коинвеститор во стамбена зграда, потоа во угостителството, во секторите на телекомуникации и ред други. При тоа успешно ги негува непристојните врски со локалната власт, независно која политичка партија владее. Така со еден градоначалник договараше ослободување од комунали и на сметка за разобувување фасади, градење на потпорен зид и тротоари, а за возврат општински привилегии. Сето тоа успешно спакувано во сликата на добродетел, хуманитарец за доброто на Штип и неговите граѓани. Тој однос продолжува и понатамо. Но да се вратиме на тоа што пропушти да направи АВМУ и незиниот директор. Зоран Трајчевски има законска обврска да ја испита финансиската поврзаност помеѓу едно или повеќе правни лица, доколку остваруваат повеќе од 25% од вкупниот промет. По дефиниција тоа се поврзани лица и може да ја загубат дозволата за работа. Телекабел се јавува како еден од најголемите огласувачи на ТВ 24 вести, што можел Трајчевски да го утврди преку мониторинг и преку анализа на незиното финансиско работење. Само еден поглед ќе открие како огласувачот Телекабел ги покрива загубите од работењето на ТВ 24 вести. Дали новите собственици се охрабрија од преземањето на власта и победата на СДСМ на локалните избори, па решија да излезат од сенка. АВМУ не реагира ниту на преставката за недозволена концентрација и доловната поврзаност меѓу Телекабел, Роби Инженеринг, Роби Инвест, Елмар и Енџелс ФМ. Наместо реакција, во 2015 година кога настапи и реиздавање на дозволите на радиодифузерите, на Радио Енџелс му овозможи да се регистрира како што сака. Со ова, Зоран Трајчевски и АВМУ ја игнорираа должноста да се грижат за разновидноста во радиодифузијата и наместо ромска музика удоволија на бизнис интересите.